Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата на муслиманите во светот со љубов, напишано дело од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих четврти. Хазрети Мирза Тахир Ахмад, нека Аллах биде бескрајно милостив кон неговата душа, Божји човек, разумен глас на ова доба, голем говорник, високообразуван зналец, со единствена интелигенција, плоден и сестран писател, од Бога дадено, имал многу добро познавање на Куранот, кој го превел на урду јазик. जिंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। Друг водечки принцип на чесниот Куран. Другиот водечки принцип на чесниот Куран, кој многу јасно е наведен во чесниот Куран, е природниот заклучок на истиот аргумент кој го изнел тој мудар човек од времето на Муса. Применувајќи го овој принцип за тврдењето на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, основачот на исламот Аллах прогласува: а ако тој за нас тврдеше нешто што не му го кажавме, ние ќе го зграбчевме со десната рака, а потоа ќе му ја пресечевме срцевата вена, и никој од вас немаше да не сопре нас. Како што на тврдењето на неверниците од Мека, дека чесниот пратеник само од себе го измислил чесниот Куран, Аллах во целост прогласува дека тој дури на нас лажно да ни препишал макар и едно лажно тврдење. Ние навистина би го фатиле за десната рака и би му ја пресекле срцевата вена. Во тој случај никој помеѓу нас, дури и кога би сакал, не би можел да застане помеѓу казната и него, така наречениот лажен пратеник. Се разбира, ова е развојот на истата тема која е наведена. Затоа станува очигледно, ако Хазрети Мирза Гулам Ахмад лажел во своето тврдење, како што огромен дел од муслиманските улеми сакаат да веруваме, зарем тогаш не е нивна работа да сметаат и да настојуваат да му нанесат некаква штета. Правото на казнување му припаѓа на Бога и единствено на Бога. И ако тој одлучи да го уништи, никаква моќ на земјата не може да го сопре Бог да не го направи тоа. Интересно е да се примети дека Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијана, кој тврдел дека е ветениот Месија и имам Мехди, лично на своите најлути непријатели им предложил ист редослед на постапки. Тој напишал: "О, луѓе, бидете сигурни дека јас сум помогнат од раката која секогаш ќе ми помага. Ако вашите мажи и вашите жени, вашата младина и старешини, вашите обични луѓе и вашата елита, сите заедно се здружиме и се молите за мое уништување до таа мера да вашите носеви, поради постојаното правење сежда, почнат да се распајаат и раците ви станат бескорисни, дури ни тогаш Аллах нема да ги послуша вашите дови и тој нема да престане додека неговата волја не биде спроведена. И дури ниту едно човечко битие да не ми помогне, Аллаховите мелеки ќе бидат со мене." जिंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, क्या ही प्यारा। Немаме намера во оваа кратка расправа надолго да дискутираме за сите аргументи за поддршката на Ахмадијатот. Она што највнимателно сакаме да го истакнеме е фактот дека слепото непријателство кон било кој изнесува тврдење на пратеничство, колку и да смета некој дека не е во право, не е мудар начин на постапување и е против јасните наредби на чесниот Куран. Личноста треба да проучува и истражува како искрен трагач по вистината и покрај тоа да го моли Аллах за упатства. Некои карактеристични одлики на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Пред да го завршиме овој краток вовед во Ахмадијатот, треба да се навратиме на прашањето за неговите карактеристични одлуки.
Ние спомнавме некои од лажните обвинувања против Ахмадија верувањата. Сега накратко ќе набројам некои од препознатливите одлики на Ахмадија верувањето, кои не се согласуваа со верувањата на многуте мнозински секти. Ахмадија муслиманите, иако во некои области се согласуваа со повеќето секти, тврдат дека нивните тврдења потполно се втемелени на чесниот Куран и на хадисите на чесниот основаш на исламот. Тие верувања и начела, според нив, во текот на историјата, од улемите на подоцнежниот период, биле погрешно сватени и погрешно интерпретирани. Ахмадија верувањето за Иса алейхи селам. Ахмадија муслиманите веруваат дека Иса алейхи селам, Исус Христос, бил Божи пратеник, со месијански статус на реформатор, а сепак дека е човечко битие и немал надприродни моки во споредба со останатите Аллахови веровесници. Иса алейхи селам, Исус Христос, според Ахмадија интерпретацијата на чесниот Куран и хадисите, не умрел на крстот и неговите противници не успеале да го убијат. Тој бил избавен од крстот во несвесна состојба и присутните погрешно сметале дека е мртов. На оваа забуна чесниот Куран предупредува со зборовите: работата ним им е направена нејасна, сомнителна. Ахмадиите веруваат дека тој живеел многу години после распнувањето и се иселил да ги најде изгубените овци на куќата Израилова, 10 племиња кои се иселиле во источните земји. Читателот го упатуваме на книгата за Исус во Индија и литературата што одговара на оваа тема. Верувањето на неахмади зналците за Иса алейхи селам. Наспроти тоа, повеќето од неахмади зналците кои им припаѓаат на другите секти, веруваат дека Иса бил спасен од смртта на крстот на потполно друг начин, дека евреин од Бога бил совршено преобразен во ликот на Иса и кога мелеките телесно го воздигнале Иса на небото и кога оваа имитација на Иса била ставена на неговото соодветно место, сите биле потполно измамени и заведени. Според тоа, Иса не бил тој кој бил распнат. Тој бил воздигнат на небото и сочуван некаде во просторот, за негово идно симнување на земјата, во подоцнешно доба. Ахмади интерпретација на хадисите за второто доаѓање на Иса алейхи селам, Исус. Меѓутоа, Ахмади муслиманите ги интерпретираат хадисите на чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, за второто доаѓање на Иса, символично. Тие веруваат дека Иса, бидејќи е мртов, не може повторно да дојде на овој свет. Наместо тоа, ќе биде пратен некој како него, со негови особени, помеѓу следбениците на чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, на кој ќе му биде дадена титулата Месија. Не Ахмади интерпретација. Од друга страна, не Ахмади зналците оваа предскажување дословно го интерпретираат и веруваат дека Иса алейхи селам, Исус Христос, кој засега изгледа ги дополнил своите 2000 години некаде на небото, телесно ќе се симне на земјата и ќе го води муслиманскиот уммет до победа против христијанството. Други разлики помеѓу Ахмадија и неахмадија верувањата. Оваа поделба помеѓу Ахмадија теологијата и неахмадија теологијата продолжува во иста насока и опфаќа многу повеќе области на верувања. Додека указот на Ахмади интерпретацијата се однесува на духовната и метафоричка, символичка природа на предскажувањата, неахмади теолозите непоколебливо се држат до своите буквални сваќања за тоа. 3 главни задачи на ветениот Месија. Друг пример понатаму ќе го разјасни овој случај. Во бројни хадици на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем е споменато дека второто доаѓање на Иса алейхи селам, Исус, ќе се случи поради 3 главни причини: кршење на крстот, убивање на свињата, уништување на антихристот. Кршење на крстот. Според Ахмадија сваќањето, кршење на крстот не значи буквално кршење на крстови направени од дрво или метал, туку се однесува на изнесувањето на толку снажни аргументи кои ќе ја скршат кичмата на верата во крстот. Неахмади зналците мислат дека Иса, Исус, дословно ќе го изврши ова дело,
кршење на сите крстови, така што тој ќе талка по земјата надалеку и на широко и нема да запре се додека материјалните фигури на крст не бидат физички скршени во целиот свет. Убивање на свињата. Истата разлика во интерпретацијата вреди и за другите предскажани функции на Иса алейхи селам. Ахмадиите зборот свиња го интерпретираат како символ на диви и нечисти постапки. Преку убивање на свињата се мисли на духовно чистење на луѓето од лошиот морал и на нивно морално поправење. Нашите неистомисленици, според своето верување, нема да му дозволат на Иса да запре после ова долго очекувано симнување од небото, се додека после завршувањето на задачата на кршење на крстот, тој дословно неа изврши огромната задача на ловење свињи на земјата, домашни и други. Истото вреди и за третата должност, која му е доделена на Иса алейхи селам, антихрист, но според предскажувањата на чесниот основач на исламот салаллаху алейхи веселем, може би замрсената природа на концептот на антихристот бара подлабока обработка на природата на антихристот. Антихристот во хадисите е опишан како голем и огромен горостас со десно око, кое ќе биде слепо, но левото око му е надарено со посебни надприродни моки на вид. Со своето лево око тој ќе биде во состојба да гледа далеку и широко како извонреден телескоп од приказните. Тој исто така ќе биде во состојба да продре со видот на тоа око до длабоки предмети кои се наоѓаат под земјините слоеви. Овој див ќе биде толку висок што неговата глава ќе ги допира линиите на облаците. Тој исто така ќе поседува магаре, огромно и надприродно, како што е и тој. Магарето до детали е опишано во разни хадиси. Тоа што произлегува од проучувањата на овие хадиси, накратко е изложено понатаму. Магарето на антихристот. Тоа магаре ќе биде исклучително големо. Неговата енергија ќе зависи од огнената моќ, а не од сувата сточна храна, како кај обичните магариња. Тоа ќе има отвори од сите страни во својот стомак, низ кои патниците ќе можат да влегуваат и удобно да седат во неговиот стомак, кој ќе биде осветлен во внатрешноста. Ова магаре ќе патува толку брзо, што со денови и дури со часови ќе поминува долги патувања за кои на обичните традиционални животни, кои се јаваат, им требаат месеци. Тој ќе застанува на различни делови од патот, за да земе нови патници и секогаш ќе го најавува своето доагање пред да го започне своето ново патување. Ова единствено магаре не само што ќе патува брзо по површината на земјата, туку исто така ќе биде во состојба да лета над облаците. Растојанијата кои ќе ги поминува ќе бидат толку огромни, што едната негова нога ќе биде на исток, а другата на запад, односно неговиот скок ќе биде толку широк. Приказната не завршува овде. Таа понатаму зборува за истото магаре, кој ќе биде во состојба да плива преку морињата, но нема да потоне повеќе од глуждот. На некое од неговите идни морски патувања, тоа е опишано како носи помош, планини од жито и пченка на сиромашните нации кои Даџал, антихристот, одлучил да ги храни. Ова е антихристот и неговото магаре, како што е опишано во хадисите на чесниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем, и ова е тој антихрист кој Иса алейхи селам, Исус, на крајот ќе го уништи при своето второ доагање. Ахмадија концептот на антихристот и неговото магаре. Се разбира, според Ахмадија сваќањето, ова предскажување укажува на идните начини на патување, измислени од таквите христијански сили, кои ја преобратиле и уништиле верата на Иса алейхи селам, кој никогаш не тврдел дека е син Божи и самиот верувал дека е понизно човечко суштество и Аллахов веровесник. На ваквите христијански сили се однесува изразот антихрист. Сите сегашни начини на патување на почетокот ги измислиле и произвеле големите христијански сили, како што се возовите, автобусите, бродовите и авионите, и сите совршено одговараат на ликот на магарето, на антихристот, кој го сретнуваме опишано во хадисите.
Конечно, не Ахмади зналците на мнозинските секти жестоко ќе ја побиваат оваа интерпретација како безсмисленост и директно ќе ги осудат Ахмади муслиманите поради ваквите интерпретации кои ги заведуваат. Што се однесува до нив, тие потполно се уверени дека огромниот див, како што веќе е опишан, исто така ќе поседува магаре со споменатите димензии кои ќе јаде оган и ќе го носи својот господар на својот грб и ќе му помага да го освои светот и ќе ги присили да паднат на колена најголемите светски сили. Тогаш и само тогаш Иса алейхи селам, Исус Христос, повторно дословно и телесно истиот Иса алейхи селам, ќе се симне од небото да го уништи овој надприродно мокен див, сам без ничија помош, се разбира. जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। Денес го завршивме четвртиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов. Еселаму алейкум.